За цели 90 денари падна цената на црешите на Штипскиот пазар за само 7 дена. Минатиот петок килограм се продаваше за 220 денари, сега на дел тезги цената падна и на 130 денари. Производителите од Штипско Караорман вела дека ова е реалната цена и за нив и за купувачите. Тетка Билјана, која продава на пазарот, вели дека за само неколку часа продала 2 кофи цреши. Вели дека годинава цената е повисока, имајќи предвид дека се е поскапено од препарати до гориво. Дел граѓани црешите ги купуваат за јадење, а дел за раздавање за предстојната задушница. 130. Доста паднати. Па паднати се толку, што знам, јас сега на жена вика ефтини били, викам толку ќе ги давам. Па спрема стандардо, лани поевтино беше, сега мора поскапо, сега е поскапо, сам послуги продавници. Тогава ќе беа уште пргата, ден 20 не сели. Знаеш сега како е кога донесу пазаро робата, немаш јај повеќе. Дека е Караорман. Домашна? Домашна, да. 30. Да, од раната ли, прво рана? Да, таа охридската што викат. Благо, баба. Благо. Пробајте и ќе видите. Па барате ја 2 кофи од Сабале продадеме. Те още обод ми остана. Има ли уште и натаму? Па ќе има друга сега, малку покасна е таа. Други петок. Па ако стаса до други петок ќе. Па надаме се. А традиција ли е за задушница да се земе? Па те вика традиција, па никој не е станал од таму да каже дали јадат цреш или не. Иако пат на цената на црешата има на дел тезги, сепак повозрасните на терен велат дека ќе чекаат поголемо поевтинување, бидејќи нивните примања сепак според нив се ниски. Црешите не ги познавам. Не ги познавам црешите. Ке ми излажат за црешите. Малени се, нормално е тоа. Сега и почеток на и за тоа. Превише е скапа. Превише. Не само црешти, сите други артикли што се скапи се. За нас пензионерите со 20 или 21, 22 не иде, нели? И на куминатата година цената на првата цреша достигнуваше и до 300 денари за килограм. Имајќи предвид пролетниот мраз, оваа година цената е многу пониска, а се очекува да опадне и во текот на следните петоци.